Така, продолжуваме со Студио 10 на телевизија 24, како што најавив и на почетокот на емисијата. Мој втор гостин е Георги Илиевски, пензиониран професор, меѓутоа просветен инспекторат, да, меѓутоа кој што доста ја знае оваа проблематика во однос на стручните смерови, во однос на занетите и колку образовните институции создаваат стручни кадри кои што се повеќе од неопходни на пазарот на трудот. Најпрво поздрав до вас, до гледачите на 24. Морам да кажам и секој што го сум го спомнувал дека образованието во една држава е моторот на силата на напредокот. Без образованието немаме развој на економијата, немаме развој на науката, културата и така натака. Во конкретниот случај ова што го говоревте, а и со претходниот соговорник кој што многу прекрасно го искажа работите во делот на Занаетчиската комора и нивното делување, јас овдека би кажал дека веќе младите сваќаат напредокот на државата е во развојот на економијата, посебно во средното стручно образование. Тоа значи дека тој тренд мора да продолжи со развојот по завршувањето на основното образование. Треба да се насочат учениците, децата, потребата од средно стручно образование. Ние во Република Македонија имаме 109 средни училишта. Од нив 73 се средни стручни училишта, а негде околу 36 се средни училишта општи. Самиот тој податок доволно говори и запишувањето на учениците дека веќе негде околу 70% се запишуваат во средните училишта, средните стручни училишта. Што порано не било тренд, така, пред 10 години, 15. Иако, морам да кажам, 30-40 години се носеле разни стратегии. Од 2000 година до 2010, 15, 20 и така натака. И секогаш сме ја правеле стратегијата, но сме немале имплементација за потребите на државата, потребите на трудот што се потребни за државата. И тие забелешки во последно време ги добиваме и од странските компании, кои што се странските менаџери, каде што вика имаме потреба од кадар. Ако ви дадам податок дека над 63% компаниите барат стручен со средно стручно образование и кадар. Немаме. Тоа е еден голем податок и дава податоци дека треба да му обрнеме поголемо внимание на средното стручно образование. Иднината, кога го постуваме ова, иднината каде ни оди образованието за 10, 15, 20 години. Економскиот развој ќе оди само преку тоа средно стручно образование. Покрај стручното образование и она што е многу битно, што во повеќе прилики тоа сум го пишувал и сум ги анализирал, како што се коморите во Германија, Австрија, Швајцарија и така натака, каде доминира дуалното образование. А што тоа значи? Тоа значи дека покрај теоретската настава во училиштата, практичната настава се одвива во самите компании. Значи, образованието, она што го работев и во неколку наврати во Нова Македонија пишува мои написи, образованието по мерка на бизнисот. Таа флоскула ја носи и Стопанската комора на Македонија и така натака, но од 2021 година системски се работи на тој план со донесувањето на Законот за средно стручно образование и исто така со Законот за основно образование дадени се можности за кариерно советување.
да децата после завршувањето на 8-то одделение, 9-то одделение, значи да се насочат кон средното стручно образование, каде што не може да е стигма, сега средното стручно образование. Рековте кариерно советување. Што тоа значи? Кариерното советување значи по завршувањето на 9-то одделение. Ние порано го викавме професионална ориентација. Така, добро. Сега се вика... Но дали тоа се имплементира во пракса? Тоа ми беше... Сега, тоа е задача на сите бизнисмени, на сите кои што се занимаваат со она што значи развој, кариерното насочување на учениците, за да сватат самите ученици. А тоа кариерно советување треба да појдат од бизнисмените кои што имаат големи фирми и го прават тоа што значи нема подценување на средното стручно образование со средното општо образование или не знам какво средно. Затоа што на пазарот на трудот, во агенцијата за вработување, поголемиот дел што чекаат вработување со токму со она средно општо образование, со она средно образование, можеби не уметничко, си најдуваат некои работи. Па дури со факултетски дипломи, голем дел од нив. Со факултетските дипломи веќе е тоа тренд, каде што магистри, доктори чекаат со завршиле правни, докторски, магистерски, економисти, менаджменти и ред други работи. Што значи од општествените науки чекаат. Затоа е потребно една добра стратегија. Што нас ни е потребно? Дали ни се потребни 25-6 правни факултети? Дали ни се потребни 20 економски факултети за менеджмент, за бизнис, не знам какви и така натака, каде едноставно само се добиваат тие дипломи, но седат во заводот за вработување. И кога се сака некоја преквалификација да се направи, тие тоа го одбиваат. Или не сакаат да се направи преквалификација на сите тие нешта. И после тоа се наоѓа некои ситуации каде што зема некоја квалификација и сакаат да се одат во странство. Тоа е фактот што ни се случува во практиката. Но сега најбитното нешто што може да биде од 2021, само како податок сакам за нашите гледачи и за нашата публика да се знае. Кои се фактите и бројките од 2021 до 2025? Имаме зголемен процент на запишани ученици во стручното образование и обука од 64 на 70% од вкупно број на ученици. Сега 2026 се очекува негде над 75-6 проценти на запишување. Се очекува сега. Кога до 2025 биле 70. Ако трендот е таков, тоа најверојатно е реалноста. Понатака, од 2021 до 2025, значи имаме зголем број на вклучени компании. Ако во 2021 имало 16, сега имаме 600 вклучени компании во 2025. Што тој тренд и може да се зголеми. Исто така, зголемен број на стручни училишта, средни и стручни. Во 2021 имало 8, сега имаме негде 66. Зголемен број на дуално образование, паралелки, имаме од 11 кои што биле во 2021 со 2-3 компании, сега да не ги спомнуваме, сега имаме над 259, околу 300 наши дуални паралелки. Зголемен број на офатени квалификации, од 4 во 2 сектора на 78 квалификации во 14 сектори во 2025. Значи тој тренд веќе се зголемува, свеста се подигнува, самите сваќаат дека веќе самата технологија, поретко имаме и мануелно, но технологијата е таква каде што се работи со компјутеризација на нештата. Вие една денешна кола да ја поправите на мајстор, тој веднаш
го зема компјутерот пред себе, гледа што Диагностицира, фали, така. ја диагностицирате. Исто како докторот кога ќе ве прегледа, така и тој мајстор. Повеќе не е она гледање да отвориме моторот па да видиме, сето тоа на компјутер си го гледа и само вели ова треба се направи тоа и нормално, значи тој мајстор веќе е воведен и истата таа технологија ја имаат и во Германија, имаат и во Австралија. Тој систем, тие наставни програми, планови програми, се во склоп со европските. И затоа трендот е сега многу поголем. Самите ученици гледаат дека компјутеризацијата, роботиката и така натака е во еден тренд голем. И затоа има еден голем интерес толку за средното стручно образование. Посебно би го истакнал тоа од едно искуство што го имам од Германија и од Австрија, каде што дуалното образование уште се развиваше во 1999 година. Што ние. И тоа го спроведува и кај нас за доквалификација, преквалификација, за оние кои што завршиле факултети, а не може да најдат своје вработување и им дават преквалификација. Таа преквалификација и тие сертификати што ги добиваат им овозможиле, значи, и добро вработување, и добар бизнис, и добра економија за развој во државата. Вака, и како што, ако гледате во Заводот за вработување, едно што одговорните ми кажа, имаме негде околу 40 и нешто посто кои што се со основно одделение. И се ти им даваат преквалификација за нешто да бидат. Како за машките, така и за женските. Во заедничките комори тоа се спроведува. Посебно од комората словенечка, кој што дава обуки, дури бесплатни, и се дава и сертификати. Тоа може да се направи кај нас. Со новиот закон за средно стручно образование, каде што се офатени таму паралелките кои што и дуалното образование, кај што викаме, има многу поволности за самите ученици кои што ќе одат да учат, каде што имаме ментори се обучуваат, имаме негде над 1500 ментори до 2025. Тој број се зголемува. Имаме интерес на голем број на компании кои што сакаат да дојдат деца. Сега имаме флексибилни наставни програми кои што беа скептични пред 20 години, како сега ќе се менува наставниот план и програм. Ќе се менува за потребите на индустријата, за потребите на компаниите, за бизнисот, за да може да се развиваме. Во спротивно ќе останеме со тоа, како што имавме порано, тие наставни планови програми, едноставно заостанувавме за многу, ајде не одам сега во Германија, Австрија и така натака, заостанувавме од Србија, заостанувавме од Хрватска, од Словенија. Заостанувавме. И денеска сме пак уште се трудиме, но сме многу поназад за разлика од Србија, за разлика од Хрватска и за разлика од Словенија. Ако тој тренд го направиме, ако ја направиме таа стратегија која што многу се фалиме, имаме стратегија, но немаме имплементација. Тоа не е многу битна работа. Немаме луѓе кои што компетентно ќе делуваат и ќе работат. Затоа што на пазарот на трудот ни треба деца кои што ќе работат со знаење, компетенции, со вештини и со тоа ќе се пробиваат на пазарот на трудот и секаде. Да не се залажуваме дека економска криза има и во странските држави. Најпотребно е нашите деца овдека да ги обучиме. Овде да делуваат и да работат. Во сите занаети, во сите области од стручноста. Ние во законот сега се оди и на тоа да имаме дуално образование и во високото. Така. Ние тоа треба да го добро регулираме. Добро треба тоа да го регулираме, бидејќи имаме регулирани студии, како што се медицински, фармација, стоматологија и така натака, ветерина, кој што има пракса. Но ние треба
стручно да ги направиме а тоа се прави и на машинските факултети, и на електрофакултетите и така натака. Да не зборуваме за информатичките и така натака. Тие делуваат и работат заедно со компаниите и се секогаш побарани и барани. Секаде кај што одат и држат таму пракса и така натака, се склучуваат договори и ги плаќаат. И добрите студенти, а има доста добри студенти, и ги задржуваат на работа. Тие привилегии сега ги имаме во нашава држава, во дело на таа стручноста, и самиот податок сега ќе ги гледаме и уписите што ќе бидат за запишување во средните училишта. Јас ценам дека ќе има доста во средните стручни и дуални училишта. Да. Господин Илиевски, кажавте, односно констатиравме дека има тренд кај младите кои што се повеќе сакаат да се запишат во средните стручни училишта, меѓутоа како системот да придонесе или да преземе некои активности и чекори за повеќе да се почитува цени ова стручно средно образование, затоа што секогаш кај младите главен приоритет им е да завршат универзитетско образование без при тоа да размислат колку таа факултетска диплома ќе им најде работно место, соодветно добро платено работно место, споредбено со стручното образование, каде што нели се бара од практично агенцијата за вработување доста работници. Да. Во стратегијата која што треба да ја имаме, треба да се види приоритет. Што на ова држава, како од образование, треба да гледаме за 10, 15, 20 години. Тој е приоритетот што треба да бидеме. Ако мислиме дека приоритетот треба да имаме еден куп правници, еден куп економисти, промашена не е работата. Нас ни треба во делот на средното стручно образование, што е потреба. Вие денеска не можете да најдете еден точкар. Не ќе најдете. Ама ќе ви каже да, Илиевски, ќе дојдеш, ќе ослободен сум во декември. Сега сме јуни месец, во декември. Так, значи нема, или за не знам што друго. Или едва може да го најдеш. А сето тоа ги покачува и цените на услугите, така? Да, се покачува цените и башка она што е многу битно, што мора да се знае. Има и доста нерегистрирани. Како во занечиството, така и во другите компании. Господин Тиагрон го збореше за нелојалната конкуренција, така да. И човекот е во право. Човекот е во право затоа што тоа го имаме ние. Тоа е праксата и во агенцијата за вработување што даваат некои субвенции за стимулирање, за преквалификација. Завршил, да речеме, факултет за физичка култура, не може да најде работа, преквалификација дали за масажер, дали за некои други работи, и си добиваат исто така сертификати кои што обука држат стручњаци од Европската унија. Да. И тој дел за таа преквалификација гледаме дека децава си се насочуваат и добро си котираат. Или имаме ситуација каде што самостојно делуваат и работат физиотерапевти, логопеди или други со работа со специјалните устови од стручното образование, кои што се ите како потребни, и не се терет на државата. Си плаќа се што треба, си имаат своји салони за работа, вработуваат луѓе. Таквите ние треба да ги стимулираме. Државата треба да ги стимулира и да има во предвид она што е многу битно. Привилегија во делот на плаќањето на данок или редови работи. Некои поволности. Не да не плаќа. Како што има, што некои има такви што не плаќа. И тоа имаме јаки такви фирми некои што не плаќат, па после тоа се откриваат криминалите или се забошутуваат. Не. Овде треба се да се знае кој работи на, така да се каже, на црно, на диво, и онај кој што е регистриран е многу потребно. Со новиот закон за средното стручно образование имаме и посредно. Значи, посредното стручно образование значи и специјалистички активности стручни.
специјално да речеме за крешење, за не знам што, за водовод и ред специјалисти за сладкари и така натака. Сето тоа имаме над 80 такви квалификувани дејности кои што им се дава можност на младите. И не е за подценување средното стручно образование, ако било порано. Учи за да бидиш не знам што, а после тоа, тоа веќе го нема. Има кај некого, но поголемиот дел и секаде одат во тие стручни училишта, дуални, и понатака продолжуваат и имаат можност да продолжат и на соодветни факултети, каде што уште повеќе ќе се усовршат и ќе ствараат своји бизниси за потребите на државата. Го споменавте во неколку наврати дуалното образование, меѓутоа тука општо ќе ве прашам колку средните стручни училишта возможуваат практична настава. Затоа што знаеме дека во минатото имаше доволно кадар, меѓутоа реално во самите училишта немаше доволно опрема за одреден ученик нели да се запознае со практичниот дел. Така, еве да ќе само да ви кажам дека до 2025 70% од учениците се дел до стручното образование и обука. 73 средни училишта, стручни училишта, значи класично имаат праксата ја одржуваат во самите училишта. Прашањето е дали практичноста може таму да се реализира и дали има доволно средства. Има сознание дека со разни донации се подобруваат практичното, но со дуалното образование, каде што праксата се одржува во компаниите, уштовите се многу подобри. Има посебни ментори за делување и работење, има склучување на договори од колку до колку треба да работат учениците, има надокнада, награда за тоа што се работи. Мислам дека и тие ментори кои што се ги обучуваат се стручни од компанијата на делување и има целосна контрола на делувањето и работењето. Се навикнуваат на ред, дисциплина на делување и работење. Ја знаат проблематиката, се соочуваат со праксата, покрај теоретското и со праксата. Излегуваат по завршувањето добри мајстори. Оние кои што сакаат да продолжат понатака, посредно, значи 5-тиот степен, се специализираат за посебни насоки во делувањето и работењето. Имаме такви компании, имаме такви комори кои што им се одржуваат, значи без соработка со приватните компании. Така не може. Не би можеле да успееме да ги не би можело. Точно се сложувам, не би можело, затоа неминовна е потреба со приватните компании да се делува, да се работи, а има голем интерес. Некаде околу 600 компании. 600 компании и одат и понатака, што значи голем интересот. Голем интересот и на самите бизнисмени, кои што ги стимулираат, а таму се врши и контрола како се спроведува активностите со учениците, од колку часот до колку часот работат, дали им се дава исхрана, дали им се плаќа додаток на работењето што го прават и така натака. И се тоа е регулирано. И тоа е еден мотив уште поголем на тој ученик да утре знае, да свати дека со честна, искрена, дисциплинирана работа тој утре ќе стане свој човек, ќе стане бизнисмен, ќе стане мајстор, ќе стане ценет. Што значи една многу битна работа кој што ни фали. Кој што им фали на децата, дека треба дисциплинирано, совесно, искрено да се работи. Да. Претходно го кажавте примерот со модернизацијата, со секој автомобил повеќе нема потреба да се диагностицира од самиот мајстор, туку си постои компјутер за тоа. Дали професорите и наставните програми се доволно модернизирани за да одговорат на ова време, односно да ги следат новите технологии и потребите на самите работодавачи? Многу убаво прашање. Самите компании се вклучени во
флексибилноста на наставните планови и програми. Не крутост. Не може да биде крутост, него едноставно, ако се сака да се направи нештото, мора да се консултира бизнисот за потребите на пазарот на трудот. Не може во една гипсара, Кнаов од Дебар, значи таа е вклучена во тие наставни програми, што му треба таков кадар. И што е потребно да биде? И самата компанија е вклучена во делот каде што треба да се изведува тоа стручно образование. И затоа таа финансира со придонеси на сите работи што треба да биде и заинтересираност на учениците. Утре учениците остануваат вработени во таа компанија или во друга компанија или се формираат свој бизнис. Значи едноставно нема да бидат терет, така да се каже, и на државата. Додека државата треба да има поводности за напредок на тие млади луѓе, за стимулација, за отварање на бизнисот и така натака. Да. Мислам да тој план веќе се тера и се оди и е добро. И добро е што се фати ова работа, што од 2025 веќе имаме системско усогласување со законот за средно стручно образование, каде што се вметнати сите потреби и контроли кои што се прават таму. И таа контрола и таа класификација поминува преку Центарот за средно стручно образование, Бирото за развој на образованието, се дава верификација од страна на Министерството за образование и наука, некој има оддел од Министерството за економија и така натака, што рече претходниот соговорник, и од култура, зависно од потребите кои што се многу битни за развојот на ова држава. Затоа што со запоставувањето на старите занаети, со запоставувањето на оние битни работи кои што биле порано, а што е карактеристика за традицијата, за потребите, историскиот опстој на занаетчиството, а тука е и нашиот идентитет. Знаете, не можете сето тоа да го запоставите. Тоа е суво злато кое што треба да го негуваме и да го практикуваме. Без разлика што ќе дојде и компјутеризација, роботизација, вештачка интелигенција и така натака, значи тоа е нешто неминовно кое што ќе не препознава секаде. Немојте да мислите странците кога доаѓаат, кај одат и што бараат. Ги бараат тоа, токму тие занаетчиски работи. Едни опинци, ево да кажам и тоа, дали е тоа плетено. И тоа е една традиција што се бара и така натака, што се негува. Така. Еве тука повторно ќе се навратиме на уписите во средните училишта кои што веќе ќе започнат. Често пати младите, нели тие што учат во основно, кои завршуваат деветолетка, не се одлучени се уште каде да се запишат, највеќе влијаат родителите, па можеби и другарчињата каде би се запишали, тие би се, затоа што сепак се работи за млади лица кои што не се доволно зрели, тука ќе употребан термин. Дали во текот, тука е прашањето мое, на основното образование, можеби треба да има некои предавања во однос на тоа кое средно носи каков бенефит, какво образование и слично. Дали тука можеби во самата наставна програма повеќе да се насочи кон ова? Пазите, порано говоревме за професионално, сега викаме кариерно. Така. Тоа е задача на секој наставник. Мислам дека тоа не го нема во образованието, реално да бидеме. Знаете, во теоријата да, така. Во законите да, но во практиката не. Тоа е најголемата грешка. Тоа треба да го направи секое училиште. Почнувајќи од директорот. Директорот не е само да зема голема плата, значи тој е педагошки раководител. Стручните служби да си повикаат од локалното население кај што има фабрики, зошто треба да речеме да одат да учат средно стручно во локалното место. Каква е состојбата, да речеме, со еден Кнаов од Дебар, развојот него, кој што е познат и признат не само во Македонија, него и во странство. Потребите од вработувањата.
Или за други некои занаети, кај што ги имаме во другите општини. Тоа е работа на основните училишта. Кариерното усовршување и напредување и насочување, тоа е битната работа. А и разговори со самите родители. Пазите, таа взаемност треба да биде наставникот, родителот, детето и така натака за потребите што утре треба да е потреба. Порано беше, знаете, моето дете не е за тоа, знаеш, ќе му се смеат, бил столар. Сега не може да најде столар, потреба. Или не знам што друго да се побара. Потребно е. Ценети се сите. Ценети се сите, нема подценување. И ова технологија, пак ќе кажам, сега кај што оди, вие да ви кажам искрено, однесете некоја кола за поправка. И ја мислам дека ќе треба сега да го извади моторот. Не. Зема компјутерот и го гледа, века тоа треба тоа да се острани, тоа се направи едно друго. Како е рентген на човекот, така и тоа е. Така се годи со секој занат. Не, сакам да кажам, значи, тоа е суштината. А веќе има и вработување и е независен. Пазите, не е зависен да рече, државата мене не ми дала ништо. Да, државата е должна да стимулира, дали тоа преку разни фондови или преку агенцијата за вработување, за усовршување и така натака, тоа е должност на државата. За да децата не ни бегаат. Затоа што, знаете, имаме ние средно медицинско, завршија негователки, не знам што. Сите избега во Германија. Сите избега во Германија. И ние немаме сега во центарот на Скопје, немаме медицински сестри. Или ако ги имаме, едва ни се потреба. И со право бараат покачување на личните доходи, на платите. Немаме. Ние немаме и доктори. Треба да бидеме реални. Значи, тој тренд, таа стратегија треба да се има во предвид. Нека не ми забележат правниците, економистите, овие од меѓународно право и така натака. Имаме доста. И не смееме да даваме повеќе стипендии за учење на првите 100, за правници, музичари, не знам што. Ве молам. Јас како подсекретар за образование во времето кога министер беше Ненад Новковски, став беше таму каде што имаме факултети да не се даваа стипендии за остранство. Таму кај што немаме само. Кај што немаме, а треба да се усовршува и да го вратиме назад, да дојде. Такво треба да биде. А не само даваме и ги развиваме туѓите економии и не ни се враќаат. Напишаните меници, што се, така остануваат, никој не ги вратил парите. Тоа сакам да кажам. Така. Господин Илиевски, благодарам за овој разговор, навистина исцрпни одговори во однос на оваа тема. Ни останаа многу прашања, меѓутоа се надеваме ќе бидете гостин во друга емисија на Студио 10, каде што имаме време така, јас само би сакал да истакнам еден друг момент. Така. Пред неколку дена напишав една колумна. Токму од советот што се формира во Стопанската комора на Република Македонија. Во тој совет, каде што се бара унапредување и вклопување на бизнисот со високото образование и така натака, јас се напишав таа колумна, така критички осврнато, и после објавувањето, ми се повлече таа колумна, само затоа што насловот на таа колумна беше "Се моќниот Бранко Азевски", го постави професор Маријан Ѓуровски за председател на формираниот совет за унапредување на образованието. Согласно Уставот на Република Македонија, член 16, цензурата строго се забранува. Не може да ми се врши цензура на текст, туку може, ако некој не е задоволен, да поднесе, да едноставно реагира на начин како се доликува, а не на ваков начин. Јас за сето ова ќе ги запознам
домашните и странските институции за ваквата цензура што ми се направи мене. Да. Немаме време, инаку би разговарали за оваа проблематика со цензурите и на новинарите и на колумнистите, меѓутоа во друга прилика ќе остапиме повеќе простор. Благодарам уште еднаш што прифативте да бидете гостин во студио 10. Во секое време со вас ми е задоволство кога доаѓам овде кај вас, со вас, со Сејат Ризвановиќ чисто, со Мирјана и со останатите колеги со сите кои што колеги, ги да, задоволство е да бидам гостин ваш. Така, благодарам уште еднаш.